Добар ден во централното издание на вестите. Ова се настаните на денот. Скандал во Советот на Кочани. Во последен миг спречена физичка пресметка. Настрада службеничка. Беше погодена со шиша в глава. Сите здравствени потреби на повредените од трагедијата во Кочани ќе бидат на товар на здравствениот фонд, вели Клековски. Еден пациент е се уште во тешка состојба. Бугарски европратеници жестоко против извештајот за Македонија. Премиерот оптимист дека ќе има поддршка. На површина излезе вистинската причина и вистинската стратегија која што доаѓа од нашиот источен сосед. По 7 години повторно заживува комплексот Македонско село на Водно. Комплексот е многу значаен за градот Скопје, многу значаен за Република Македонија. По скандалот во кој при обид за физичка пресметка со друг советник со шиша в глава беше погодена службеничка од Кочани, седницата на Советот беше прекината. Во меѓувреме, СДСМ се оградија од постапката на советникот, кој велат не е нивни член, туку коалициски партнер. ВМРО ДПМН пак обвинија за режија. Михајло Видимлиски со останатите детали. Службеничка во општина Кочани е повредена на денешната седница на Советот во инцидентот во кој учествуваа советникот Аки Акиов од партијата за демократски просперитет на ромите и советникот од ВМРО ДПМН Васе Алексов. Жестоката расправија помеѓу двајцата советници околу меѓуопштинската соработка, инспекцијските служби и трагедијата. За малку ќе преминеше во физичка пресметка, додека градоначалникот и дел од присутните се обидуваа да ја смират ситуацијата. Но тогаш Акиов фрли со шише и ја погоди вработената во општинската администрација. Од МВР потврдија дека случајот е пријавен. Алексов пријавил дека бил нападнат од колегата советник Акиев по претходно недоразбирање. На повредената службеничка ја укажана здравствена помош, а полицијата презема мерки за расчистување на случајот, пошто ќе следи соодветна пријава. Од СДСМ го осудија инцидентот и се огради од постапките на советникот, за кој вела дека не е нивни член, туку нивни коалициски партнер. Сценариото на неколку седници наназад вклучуваше навреди на етничка, верска и лична основа, поградни зборови упатени не само кон поединци, туку и кон целата ромска заедница. Советникот Васе Алексов од ВМРО ДПМН беше најгласен во навредите и поградните зборови и тоа го знаат сите советници. Велат од партијата. Од ВМРО ДПМН пак прашуваа дали градоначалникот Венко Крстевски и СДСМ се нарачатели на насилството во Советот и бараат негова оставка. Дали најголемите поддржувачи на Аки Акиов го користат за сонасилство да ја водат општината? Заслепени од привремената власт, веде градоначалникот Венко Крстевски и СДСМ, изгледа дека и се режисери на агресијата и поделбите во Кочани. Веде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски вели дека општината се соочува со обструкции и нема да дозволи физички пресметки во Советот. Во меѓувреме продолжуваат партиските обвинувања за трагедијата. СДСМ обвини дека преку фирма во сопственост на сопруга на началникот на СВР Штип биле исплаќани паушали за полициска заштита на локали, меѓу кои дискотеката Пулс. Истата таа фирма, според нашите сознанија, може би водела фиктивно сметководство за фирмите поврзани со дискотеката Пулс. Постои сериозен сомнеш дека покрај неа биле исплаќани паушали за полициска заштита на локалите кои биле оставени без контрола, меѓу кои Пулс, каде животот го загубија 62 деца. Собственичката на фирмата Салтировски консалтинг демантира поврзаност со компаниите и тврди дека СДСМ изнесуваат невистини, а премиерот Мицкоски обвинувањата на СДСМ ги нарече некрофилски обид да се искористи трагедијата. Тоа е само доказ повеќе дека нема селективност, за разлика од случајот во модуларната болница, Ласкарци, Беса Транс и така натаму, кога до ден денеска имаме ние привилегирани, би рекол, директни или индиректни актери во тој случај. Инаку денеска родителите на настраданите во дискотеката Пулс во Кочани се сретнаа со обвинителите откако бара да им се образложи поднесеното обвинение. Штипска апелација пак утре ќе одлучи кој ќе го оценува обвинението, откако Кочанскиот суд побара да биде изземен, бидејќи судиите веќе одлучувале за мерките. Ако се изземе Кочанскиот суд, предметот ќе се префрли во судовите во Штип или Струмица, а доколку и во нив нема услови за да се префрли во друго апелационо подрачје, ќе треба да одлучи Врховниот суд.
10 од повредените во трагедијата во Пулс се уште се хоспитализирани, 5 во странство и 5 во земјава. Само еден пациент е во критична состојба. Директорот на Здравствениот фонд Кликовски вели дека државата се грижи сите повредени да добиваат здравствен третман. Сања Трајковска Ставров. 2 години. Толку ќе трае само третманот на изгорениците на повредените во трагедијата во Кучани со компресивна облека, која инаку прави соодветен притисок на лузните и спречува нивна хипертрофија или задебелување. Државата на долг рок ја планира и спроведува здравствената грижа за настраданите млади луѓе, меѓу кои има и такви кои останаа без прсти поради неопходна ампутација, вели првиот човек на Фондот за здравствено осигурување Сашо Кликовски. Тој порача дека Кочанската болница сега има централна улога во нивното опоравување и не мора веќе да патуваат до Скопје за преглед или PRP третман. Овој процес кој тече се адаптира и ќе трае. Каже веќе предвидовме да најголем дел од третманот се одвива во Скопје, сега тој е пренесен во Кочани, ќе трае, бидејќи се уште имаме 10 повредени лица кои се во болници. Имаме уште некои 15 лица кои најверојатно во наредниот период ќе им бидат земени мерки, значи процесот трае, ќе се адаптира и морам да кажам ќе трае 2 години. И повредените кои немаат здравствено осигурување се покриени од државата, тврди Кликовски, кој посочи дека се бараат начини тие да не плаќаат партиципација. Сепак не ја исклучи можноста во понатамошниот третман некои од повредените да мора да одат пак во странство. Ние даваме во моментот здравствени услуги, здравствена заштита на сите лица без разлика дали се покриени со здравствено осигурување или не. Ветувањето дека овие пациенти ќе бидат третирани како што треба долгорочно е од претходното искуство. Значи Фондот за здравствено осигурување има платено третман во Пирогов, 2 годишен третман. Не е тоа непрекинат третман, туку трае третманот 2 години. Значи има комплетна посветеност, има законска можност, има регулатива да тоа што не може да се направи во Македонија биде третирано во странство. Кликовски порача дека повредените не треба да брзаат со ласери и естетски корекции надвор од лекарските протоколи, кои не се препорачани додека не поминат 6 месеци. Кликовски информираше дека повредените имаат можност, ако сакаат, да заминат во пониквана рехабилитација, а поаѓањето на првата група било одложено по желба на дел од повредените. Владата го одобри ребалансот на буџетот. Приходите и расходите зголемени за речиси по 1%. Вршиме реалокација на средства помеѓу буџетските корисници. Да обезбедуваме средства за непречена исплата на плати. Продолжуваат притисоците од бугарски европратеници да не помине извештајот за напредокот на земјава во Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент следната недела. Премиерот е оптимист дека извештајот сепак ќе помине, но дека веќе е јасна стратегијата на Софија за негирање на македонскиот идентитет. Ивана Стојановска. На 5 дена пред закажаната седница на АФЕТ, премиерот Мицкоски очекува поддршка за извештајот за напредокот на Македонија, но вели дека продолжуваат жестоките притисоци од бугарските европратеници, тој да не биде изгласан. Потенцира дека голем број членови во Комисијата за надворешни работи во Европскиот парламент го поддржуваат извештајот и дека тој ја открил вистинската стратегија на официјална Софија за негирање на македонскиот идентитет и јазик. Деновиве добивам информации за повторно жестоки политички притисоци од страна на бугарските европратеници и бугарската влада дека ако биде изгласан тој извештај, внимавајте, тоа можело да ги радикализира проруските струи против проевропската сегашна бугарска влада. За нас е доволна сатисфакција што конечно на површина излезе вистинската причина и вистинската стратегија која што доаѓа од нашиот источен сосед, а тоа е, ќе повторам, создавање на сегашна македонска нација со сегашен македонски идентитет, која што го говори својот мајчин сегашен македонски јазик, а почива на
бугарски корени. Откако Мицкоски пред 2 дена побара повлекување на амандманите за извештајот, а со тоа и потврда на пораките кои деновиве пристигнуваат од официјална Софија, дека Бугарија не поставувала нови услови надвор од договорот за добрососедство. Бугарскиот европратеник Кристијан Вигенин, кој доаѓа од Бугарската социјалистичка партија, порачува дека тие немало да го сторат тоа. Во изјава за БТА вели дека сите 17 бугарски европратеници ќе настапат едногласно во Европскиот парламент. Няма да ги изтеглим. Нашата работа по този въпрос продължава. Каквито интерпретации да прави господин Мицкоски, каквито и думи да се опитва да вкарва в доклада, както и да се опитва да манипулира Комисията на Европейския парламент, има едно неоспоримо нещо. Неговата страна е поела ангажимент. Този ангажимент не е към България, към Европейския съюз. Без да изпълни този ангажимент, Република Северна Македония няма да мръдне и крачка в посока членството в Европейския съюз. Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент ќе го разгледува предлог извештајот на известувачот Томас Вајц во среда на 24 јуни. Откако гласањето за негово усвојување пред 2 недели беше одложено поради интензивни политички дебати. Седницата во АФЕТ се поклопува и со НАТО самитот во Хаг, за каде првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта иницираше средба Скопје Софија, но досега нема одговор од бугарска страна дали ќе присуствуваат на средбата. Иако првично се најавуваше Радев, во Хаг ќе отпатува премиерот на Бугарија Желјасков. СДСМ не е конструктивна во процесот на евроинтеграциите на земјава. Затоа има едноцифрен рейтинг, изјави денеска премиерот Мицкоски. Лидерот на СДСМ Венко Филипче пак тврди дека власта досега изгубила 100.000 гласови, а во земјава нема економски бум. На нашите информации се од нивни анкети дека ВМРО-ДПМН има изгубено 100.000 гласови од лани до сега. Таков пат на популарност на гласови, таков дебакал до сега во историјата на држава за толку кратко време едноставно не се случило. Не затрупуваа со информации, со пиар, со пропаганда дека ќе прават економски бум. Што се случи? Бум слушнавме само тоа што треснавме на земја. Евростат излегува со податоци дека сме последна земја во Европа по платите и по економскиот стандард. Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија, изградбата на брзата железница, како и актуелните прашања од домашната и меѓународната политика, вечерва се дел од прашањата на Гоце Михајловски во разговорот со вице-премиерот Александар Николовски во само интервју веднаш по овие вести. Останете со Канал 5. Владата го одобри ребалансот на буџетот. Приходите и расходите зголемени за речиси по 1%. Вршиме реалокација на средства помеѓу буџетските корисници. Да обезбедуваме средства за непречена исплата на плати. Министерката за финансии Димитриевска Кочовска го презентираше ребалансот на буџетот кој претходно помина на владина седница. Клучните проекции во делот на бруто домашниот производ и инфлацијата остануваат исти. Каде има поместувања? Деталите ги има Сандра Спасовска. Министерството за финансии го скрои ребалансот на буџетот. Повеќе пари се предвидени за општините по високи плати, пензии и здравството, но предвидени се и повеќе средства за субвенции. Во своето образложение на ребалансот кој денеска го мина владиниот филтер, министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочовска посочи дека и вкупните приходи и вкупните расходи со ребалансот се зголемуваат за поречиси 1%. Вели вака проектираниот ребаланс ќе овозможи продолжување на фискалната консолидација, обезбедување макроекономска стабилност и поттикнување развој. Дополнително според министерката ниту годинава ниту следната нема да има проектирање за инфраструктурни проекти за железница. Се очекува, вели, првите повлекувања на средства за брзата пруга од Табановце до Гевгелија да бидат во 2027 година. Вкупните расходи се планирани на ниво од 403,7 милиарди денари и исто така бележат раст од околу 1%, односно за околу 3,5 милиарди денари, како и на приходна страна. Вршиме реалокација на средства помеѓу буџетските корисници. Да обезбедуваме средства за непречена исплата на плати, пред се во Министерството за внатрешни работи, каде обезбедивме раст на платите на вработените од 10%.
Исто така се обезбедени дополнителни средства за исплата на зголемените пензии, транзицијски трошоци и најважно е обезбедувањето дополнителни околу 300 милиони денари за капитални расходи. Растот на економијата останува на проектираното 3,7%. Кучовска вели очекува во следниот период стабилизација на инфлацијата, која со ребалансот е благо зголемена и е проектирана на 2,8%. Се прават напори, вели, да се зголеми домашното производство, а доколку има зголемување на цените на прехранбените производи, во следниот период надлежните ќе интервенираат. Проекцијата за инфлацијата ја темелиме на очекувањата за доследна примена на законските прописи, пред се на законот за нефер трговски практики, кои треба да спречат неоправдано зголемување на цените, особено кај основните прехранбени производи. Измените и дополнувањата на буџетот за 2025 година, кои се усвоени од владата, се потврда на фискалната политика и нашите напори пред се за фискална консолидација и домакинско управување со јавните средства, односно парите на даночните обврзници. Буџетскиот дефицит останува непроменет од планираното, односно 4% од БДП, а јавниот долг до крајот на годината според министерката би изнесувал 62,1%. Измените и дополнувањата на буџетот сега треба да бидат испратени на усвојување во законодавниот дом. Рек Битола и натаму не е во функција, откако вчера поради пожар во близина на ормарот за електронско управување автоматски се исклучи од мрежата единствениот блок 2 кој работеше во комбинатот. Дејан Трајковски. Рек Битола и натаму е надвор од погон. Се работи на повторно вклучување на блок 2 кој единствено функционираше, а кој вчера автоматски се исклучи по пожарот во близина на ормарот за електронско управување. Се прават и напори за реактивирање на блок 3 кој претходно бил исклучен поради намалените потреби на Евана Хоум, додека пак блок 1 е во фаза на ремонт. Од ЕСАМ уверуваат дека граѓаните нема да останат без струја. По увид на екипите од МВР, вчера започна санација на ормарот за електронско управување на блок 2. Откако ќе заврши тој процес, блок 2 ќе биде синхронизиран со електричната мрежа во најкус можен рок. Велат од ЕСАМа. Според извори од полицијата за Канал 5, увидот по пожарот е завршен, но истрагата е се уште во тек и се вршат разговори. Доколку има основ, ќе се поднесе и кривична пријава до обвинителството. Дека има сомнежи за можна саботажа на Рек Битола, вели и премиерот Мицкоски, но ќе чека истрагата да го расветли случајот. Што се однесува до работата само на еден блок, посочи дека бил доволен за потребите на пазарот. Она кое што е важно е дека навремено снабдување со електрична енергија ќе добијат сите корисници. Она што е важно е дека АДСМ владата не побара зголемување на електричната енергија од 1 јули, како што тоа го правеше многу пати минатата влада. Така што продолжуваме да го поправаме сето она кое што уништено, распаднато. Инаку, поради неработењето на Рек Битола, согласно информациите, во текот на вчерашниот ден преку Мемо, ЕСАМа купило 1910 мегават часови електрична енергија. Продадени се 116 по просечна цена од 159 евра за мегават час, а набавени се 1794 по просечна цена 54 евра за мегават час. По 7 години повторно отворен комплексот Македонско село на Водно. Нов концесионер е фирмата Латараца. Се очекува дека заживувањето на овој комплекс ќе придонесе за развојот на туризмот. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Откако беше затворено 7 години, комплексот Македонско село во Горно Нирези денеска повторно свечено се отвори за посетители. Посетителите кои ќе одлучат да го посетат македонското село во Нерези, ќе се потсетат на животот во Македонија во минатото, но и ќе се релаксираат со вкусна храна, соби со поглед на градот и чист воздух. Директорот на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски очекува со отворањето на објектот да има зголемен број на туристи во градот. До комплексот има и автобуска линија, но истата е нередовна. Очекувањата на надлежните се дека ќе се воспостави редовна автобуска линија со доаѓањето на нов градоначалник на град Скопје. Комплексот е многу значаен за градот Скопје, многу значаен за Република Македонија од неколку аспекти. Еден од аспектите е дека во суштина ова е идентитетот, културата на нас македонците, на Македонија, на државата, бејќи има 12 куќерки кои што имаат сопствена архитектура и тоа прераскажува нашата многувековна историја од минатото. Македонското село кое се наоѓа на падините на Водно
доби нов концесионер, кој во следните 15 години ќе раководат со комплексот. Целта наша е да го претвориме комплексот во едно автентично туристичко место кое што повторно ќе биде ставено на мапата за туристички дестинации, за домашни и странски туристи и посетители. На отворањето на комплексот Македонско село присуствуваше и премиерот Мицкоски, кој рече дека со неговото повторно ставање во функција, Скопје добива уште едно атрактивно туристичко место. Ова е дел од поширока стратегија за ревитализација на напуштени јавни простори, која постепено се реализира низ државата, изјави Мицкоски. Денеска со завршните зборови на обвинителството и на одбраната, пред Основниот суд во Струга заврши судскиот процес против струшкиот градоначалник Рамис Мерко, обвинет за незаконско назначување на директори во основните училишта во Лабуништа, Радолиште и Подгорци. Според обвинителството, Мерко во повеќе наврати постапил спротивно на позитивните законски прописи со именување на вршител на должност директор на лица кои не ги исполнувале условите, односно без одлука на училишните одбори без објавен оглас. Според одбраната, обвинителството не докажало вина, односно негово несовесно работење во службата. Утре судијата се очекува да ја објави пресудата. Пред еден месец Мерко за набавката на аудито доби ослободителна пресуда. Таа пресуда не сме да ја коментира никој се додека не стане правосилна. Таков е, такви се правилата и затоа јас она што го кажав, што имав да го кажам во образложението на пресудата, а понатаму незадоволната страна има право на жалба и тоа ќе биде предмет на разгледување од страна на повисокиот суд. Според официјалните податоци на Заводот за статистика, минатата година бројот на починати лица во Македонија бележи благ пораст од 0,1% во однос на претходната година. На што се должи ова? Деталите ги има Здравко Димитров. Смртноста во Македонија во 2024 година е зголемена за минимални 0,1% во однос на 2023 година. Ова го говорат официјалните бројки на Државниот завод за статистика. Минатата година починале 20.201 лице, според податоците за 2024 година. 2010 починати имало во јануари, а најмалку, односно 1518 лица починале во месец април. Според експертот за демографија Дончо Герасимовски, зголемувањето на смртноста одржува просек, односно промените се минимални и во граници на нормала, но опаѓањето на природниот прираст се должи претежно на миграционите движења во и надвор од државата. Наталитетот во изминатиот период и од минатата година и сега постојано се намалува. Односно се помалку се раѓаат деца. Покрај оно што го спомнуваме на надворешните миграции, на иселување на нашето население надвор од нашата земја, имаме и внатрешни миграциони движења. Внатрешните миграциони движења се карактеристични точно за Скопскиот регион. Главната причина за смрт се болестите на циркулаторниот систем, кои опфаќаат 36,7% од починатите. На второ место се малигните болести, кои предизвикале смрт кај речиси 20% од вкупниот број починати лица. Најчестите причини се цервоваскуларните заболувања, тоа е срцеви заболувања, кардиолошките. Најголем процент, од кој што негде околу 36-37% се кај нив, потоа на второ место се неоплазмите, и тоа го чинат мнозинството на причините за смрт од овие болести. Од 2020 до 2024 година најголема смртност според податоците од Заводот за статистика има во 2021 година, во која починале 28.516 лица, што е 3.000 повеќе од 2020 година, но веќе во 2022 година бројката на починати се намалува за речиси 6.000. Еден од приоритетите на владата се и сместувачките капацитети за најмладите. Во моментов се реконструираат 15, а се градат 11 детски градинки. Си земавме за цел дека онаму каде што има листи на чекање да нема повеќе листи на чекање. Тоа најчесто беше пример во Скопје и во неколку поголеми урбани средини. И чекор по чекор тој процес се завршуваше. Она што можам да го кажам е дека во моментот околу 15 објекта се адаптираат, реконструираат, модернизираат, кои што би прифатиле околу 1500 деца. Мислам дека 1461 точно е капацитетот. И уште 11 се нови објекти кои што се градат, за негде околу 1100 дечиња. Кога се тоа ќе се затвори,
листите на чекање мислам дека ќе бидат веќе минато или би биле многу мали или незначителни. И Нотарската комора бара зголемување на цените на нотарските тарифи. Очекуваат надлежните да имаат слух за нивните проблеми. Од владата пак велат дека со одлуката од август минатата година е исправена неправдата кон граѓаните и со неа е спречено енормно поскапување на нотарските услуги по некои ставки дури и до 100%. Јордан Чоцветановски. Цените на дел од нотарските услуги веќе 27 години не се променети. И неминовно е да има корекции во дел од нотарските тарифи, затоа што живееме во време на скапотија и зголемување на платите. Со вакво барање излега од Нотарската комора, затоа што, како што велат, не фере што во сите други професии тарифниците се зголемуваат, а единствено нотарската тарифа се намалува. Ние имаме действија што работиме на терен, а немаме ниту награда, ниту материјален трошок не ни е платен. Ние конкретно бараме такви действија да се зголемат. Ние во претходното барање и решение што беше донесено од претходната влада, имавме ситуација, доколку ја погледневте таа тарифа, каде што реално ги намалуваме делот трошоците, за да најдеме некое балансирано решение. Проблем, велат од комората, е што нотарите се соочуваат со немање на простор за чување на архивата, а дополнително ситуацијата ја отежнува и зголемениот број на нотари во земјава. Па така во 2024 година во земјава имало 220 нотари, додека пак во 2000-та година нивниот број бил само 100 нотарски работници. Бројот на нотарите е ограничен не за да нотарите имаат повеќе промет, за да се зачува правната сигурност. Тоа значи дека оние луѓе кои ќе бидат определени се определени тука да имаат сигурност во својата работа, но и тие да штитат правната сигурност, и со тоа целокупната сигурност во правниот промет во државата. За ваквиот проблем нотарските работници информираа дека веќе имале комуникација со надлежните институции, откаде добиле одговор дека се работи за изнаоѓање на прифатливо решение за сите засегнати страни. Гоце Михајловски со вице-премиерот Александар Николовски во само интервју веднаш по овие вести. Останете со Канал 5.